собрани се над 4.500 тони отпад, или споредбено пластично за јавноста, тоа е колку 4 до 5 пати повеќе од секој вообичаен викенд што се собирало во Скопје години наназад. Што значи говори за таложењето на депониите, на мини депониите покрај секоја микролокација, но и мини депониите кои што беа во многу од населените места создадени. Над 2.500 работници од јавните претпријатија беа уклучени во овој процес и сум им благодарен од срце. Ние и јас како градоначалник и мојот тим, но и работниците сме платени од скопјани, ова го должиме на скопјани и ова не е нешто што се сработило дополнително и надвор од тоа што треба да биде постојана рутина наша, но во наредниот период, еве сакам да бидам прецизен дека нема да запреме, иако успешно спроведовме активноста, нема да запреме, правиме оперативен план за дејствување во наредниот период. Јас нема да дозволам никогаш да се случи онаа грда слика повторно во Скопје, повторно да биде таква за скопјани како што имавме пракса да го гледаме тоа месеци и години наназад, доколку некој несоодветно се однесува, како што тоа беше случај изминативе 70 на часа, ќе пристапиме кон опомени и изрекување на казна. Повеќе од 40 казни се изречени, повеќе од 70 опомени имаме. Казнети се и физички лица, но и правни лица. Она што исто така во наредниот период ќе го спроведеме, ќе биде да се направи една анализа сериозна, но и секој правен субјект добие соодветен контењер од страна на комуналното претпријатие, затоа што ние имаме сериозни правни субјекти кои што не користеле контењери во минатото и тоа е пропуст на институциите.